Сместувачките капацитети во Крушево за предстојните новогодишни и божикни празници до овој момент се исполнети над 90%. Остануваат само уште малку слободни места за оние кои што сакаат да дојдат тука. Кога на овие бројки ќе се додадат и крушевчаните кои што живеат надвор од овој град, а за празниците се враќаат дома, Крушево во наредните 20 до 30 денови ќе биде претесно да ги прими сите заинтересирани. Издавачите на соби велат дека некои капацитети били резервирани уште од октомври. Скоро 90% од капацитетите се исполнети од пред месец и пол. Прво, Крушево е град со душа, топол град, град со љубезни домакини, кои секогаш знаат како да ги пречекаат гостите. Секако тука е знаменитостите се тука, значи споменикот, спомен куќа на Тоше. По сите сместувачки капацитети, според мој искуство и информација, веќе се е преполно. Прво нудиме чист воздух, сме на надморска висина која одговара за најголем дел од луѓето. Имаме добар рекреативен ски центар кој нуди нови содржини како зиплайн, роуплайн. Има доста добар ноќен живот. И крушевчани очекуваат голема раздвиженост за празниците. Горди се со убавините кои што ги поседуваат, а кои што привлекуваат гости од секаде. И да очекуваме малку раздвиженост, бидејќи сега е како ете вид мртва сезона. И така и ние малку да се осетиме со гости, да видиме со како да ви кажам, тоа е најважната работа за нас. Од општината велат дека ќе организираат богата програма, но само преку денот, за да не им направи штета на угостителите. Секако општината, без да му прави штета на приватниот сектор и сите оние давачи на локални услуги, тука во Крушево ќе организираме само преку ден, ќе ги офатиме децата од најмала до најголема возраст, средношколците, гимназијата, домот на културата и основното училиште. Организираме најпрво базар тука во центарот на Крушево, бендови, диџеи. За да целосно се комплетира оваа убава бајка, недостасува само уште снег, кој што ќе внесе дополнителна магија во празничните денови во Крушево.